Добре дојдовте во најпопуларната гига мега хит серија на сите времиња. Кој те праша? Шо му е нове со турските серии, брат? Ама не, сериозно, шо му се дешава? Кај да одам, кога и да поминам покрај телевизор, турска серија има. Нема други програми на телевизија. Примером, кај моите дома 3 телевизори имат, на сите 3 турски серии има. И то знаеш што е најако, пуштени на најгласно. Од тука до кај комшиите се слуша. Шубо си беше порано шпански серии или сапуници. Пуштени потивко, пошто никој ништо не ги разбира, преводот си течи, сите си читат сконцентрирани таму во преводот и рајат глата. Шо уште појако и ќе научиш некој збор од слушање. Пример, como estás, hombre? Ке те паса? И тука автоматски имаш македонски хумор. Ако паси, нема проблем. Те скина се на место, ме разбираш? Ама интересно беше, дотаму шо Касандра дојде дури до Битола да запознат луѓето. До толку беа хит шо имињата му ги зедовме. Почнеа да се раѓат Касандра Стојановска, Есмералда Јовановска, Игнацио Ристовски. Ама никој ранду не си го крсти детето да не си игра со ноже, ме разбираш, пошто тоа од името фаќа. Сега како да го крстам јас син ми? Сабахатин Апостоловски Или Керем Апостоловски. не го личи. Пример, ние сме имале Хорхе во Македонија. Хорхе Апостоловски. Ѓорѓе. А? Ѓорѓе, не е Хорхе. Pero que me dices, hombre? Арно ми, покрај сите ови убај работи од шпанските серии што идат, кои сум правил муавет со луѓето, често наидвам на муаветов. А остави тие шпанските серии, таму не се знае кој јади кој пие. На дедо ми, сестра ти, брат му бил со жена му, на керка му од внук ми. Друго е муце турска серија, друго е вредности, имат фамилиарни вредности. Сериозно? Кои фамилиарни вредности, бе? Која, бе, ти ако чекаш од турска серија да научиш фамилиарни вредности, или ако мислиш дека некој друг би ги научил, стварно треба да се провериш. И пошто често сум наидвал на муабетов, седнав еден ден, реков да видам што серии има, да ги изгледам, да видам што вредности ќе начекам. И влегваш в дневна, си клаваш неприклучени слушалки и седнуваш пред телевизор. Пошто ако не сиклаш слушалките, ќе оглувиш. Оти ако гласот оди до 100, телевизоро на 150 е пуштен. Оти некој не слуша, некој слуша, ама сака вкуина да си работи и да го слуша телевизоро. И се ако се погодиш ти во та комбинација и немаш памук за вушија, си клаиш со здравје, си го носиш. И нема врска, си чачкаш ти по телефонот, чекаш да почне серијата и едно време на најгласно пуштен телевизоро имаш. Мислиш готово, брат, воздух снема во собата. Тој вдишва, ти се гушиш. А не дај Боже тој човек да земи воздух во соба 4x4, ки споцркаме сите. Кој диши така, бе, брат? Кај имаш видено ти во живото некој така да диши и да мљацка кој е збора? Тај да биме реални. Шо си, право смукалка? А ти не дај Боже со наркоманија се дружиш, бе, брат. Од джеп ќе му тргаш робата. Од шмаро ќе му ја шмукнуваш. И се продолжва муавет. Драматична е сцената. Керем, не може тоа така, Керем. Не може кога ти велам, не може кога ти велам. Шо му е на овие луѓето со повторвањето, бе, брат? Значи, окей, свативме, не можи. Ама не, то треба драма да види. То треба милион пати да се повтори. Или клаен некој дречлив женски глас. Пушти ме кога ти велам. Пушти ме кога ти велам. Пушти ме. И то трае, бе, брат. Пола серија не ја пуштат, човече. То животот врви, надвор годишни времиња се менва, таја упорно. Пушти ме кога ти велам. Пушти ме. Кај да е во следната епизода, мош ќе ја пушти. И сега, пошто шпанските серии не чинат се премногу изопачени и извртени, пробвам да видам какви се турските серии. И приказната ти вика два брачни пара. Мажот од едниот брак ја сака жената од другиот брак и мажот од другиот брак има дете со жената од првиот брак, што уствари му е брат на сестрата, на внук му, на дедо ми, од на баба ми страната. И ти дремиш ваков, ги гледаш, не можеш крај со крај да врзиш. Стари мажи земат премлади жени, браќа, сестри, пуздер се прат, се убиват, се колат, се бесат мајки, татковци. Децата си ги остават, ги пукат, се местат, се колат, се бесат, не знаат кое дете чие. Ама не, имаат многу добри вредности. Фамилиарна емисија. Брат брата не рани, ама глата ќе му скрши. Или како беше. И мора да има убиства. Значи, ако нема убиство некој, то не е турска серија. Без разлика дали е драма, комедија или шо и да е. Дурне бати са некој, то не е серија. По серија, љубоморни до немај каде. Не знаеш кој од кој по љубоморен. И после младината љубоморна. Па
Љубоморна бе, бате. Каква да биди? На TikTok пратат некои популарни недоквакани створења што се прељубоморни и што упорно му прат некои љубоморни зафати на дечковците и на девојките, некои болни мрднати работи прат, а пошто се светски популарни, ако така треба, само напред. И кога сме веќе кај TikTok, кога ќе следите такви недоквакани створења, заследете уште едно. Професор долна црта VA. Ке го исклучи телефонот, ќе пушти телевизор и таму љубоморни створења. И шо знај то пижлаче од 10 години, сите што ги следи, сите што му се сервират се такви. И после го ќе порасти трауми. Па трауми бе деца. Оти пример, јас немам трауми од Игнацио да речим. Игаме каврон. Малито коварде. И стално има еден шутрак во серијата што уствари треба биди смешен, ама не му е баш. Нешто познато ми звучи ова некако. Тој лик обавезно многу збора. Оди се сопка по улица, прави глупости цело време. Пробва да ги расположи сите, ама стално на крајот наклоци го бркат. Ми се пријаде! И најмногу што ме нервира од се во турските серии е што не постои турска серија без дерење. Значи како една серија не направа со нормално зборање, мора се дера. То мора драма да биде. Не да нема серија, нема епизода без дерење. Ова се дешава цело време. Аси! И тука рачуне го тегнат цело време. Ќе те убијам, ти велам. А та во другата серија уште се дери. Пушти ме! Аси! Пушти ме кога ти велам! Керем! Единственото нешто што го сакам кога се во прашање турските серии, турчинките, е да ги гледам луѓето што ги гледат турските серии. Тоа е вате комедија пар екселанс. Застанати тетки, стрини, комшивки што дае и си прат муабет. Леле. Виде што му направи, виде? Го сакати чупето. Го сакати. Аман ти пак мори светле турска работа, што очекуваш? Не можам да ги гледам поке. Ги прежаливме, сите ги прежаливме. Мори аман пак тие не гористе мој уште ме подчукнува. Ме сака, што да прави? Пошто тој мора те подчукнува ако те сака. Не дај Боже да не те тепа. Не мој аман. Аристе не гледа турски серии. Кој, татковците? Нема шанс. Како не оние глупите турски серии ќе гледам? Не гледам јас такви работи. И влегваш в дневна кај твоите и ги начекваш мајка ти в кујна си работи, татко ти пред телевизор вака застанат. Не можеш да го одлепиш од телевизор. Мора си ти ако сакаш, тој не те регистрира, бате, тој не е тука во серијата, е внатре. И ќути таков загледан, замукаетен, влезен во дејството. И едно време го слушаш. Море, видија што му предвидија. Го изеде човеко жив, го изеде го запусти. Не беше една змија, бе, тоа е, нема што ќе му правиш, тоа е. Гао, леј, гао. Здравието си го фрливме. Ај после не пи, имаш уште нешто што ми се бендисваш, ама не ми текнува се. Турчинките. Да бе, музиката. Можда многу дерење има и многу се напорни, ама каква музика има, човече. Значи кој почни да плачи виолината, па да плачи кларинето, па кога ќе ти надојдат емоции тебе, па кога ќе си се расплачите сите дома фамилиарно. Права фамилиарна забава со фамилиарни вредности. Керем, удри лайк, субскрайб, коментирај и сподели го ова. Послушај ме кога ти велам. Тоа е се за денеска. Довидување.